Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи. Добар ден и денеска од Канал 5 телевизија и нашата и ваша сакана емисија Гответе со Драгче. И денеска нашите 30 минути ќе бидат убави, позитивни и се разбира за вас многу среќни. Затоа што и денеска ќе направиме еден убав специјалитет и денеска ќе имаме омилено лице за вас во нашата емисија и ќе подготвува свој специјалитет. Запишете го за да го направите и вие. На самиот почеток ги поздравуваме нашите пријатели, а пријателите на оваа емисија се Стокомак. Ајде да погледнеме дел од производите од Стокомак кои што ги имаме на нашата витрина. Ги поздравуваме Стокомак затоа што на вистина во сите маркети на Стокомак има многу продукти кои што вам ви се потребни за вашето домаќинство. Се што имаме на нашата масичка исто така во нашиот фрижидер и се она што го набавуваме во текот на сите работни денови за нашите рецепти е од Стокомак. Да ги поздравиме и за линијата Македонка, затоа што купувајте производи со македонско потекло и се разбира обоени во црвено на рафтовите во Стокомак. Македонка, купувајте и со тоа ги стимулирате македонските производители. А јас лично си ги поздравувам оваа година да им биде уште поберикетна на оние кои што работат на полињата и берикетни на оние кои што работат, се разбира, на нивните машини во нивната индустрија. Да си ги поздравиме нашите пријатели од МОС. Да ви кажам дека тоа е еден трговски центар во кој што можете да пронајдете баш се за вашето домаќинство. Не само апарати за домаќинството, дури можете да си најдете и убави гарнитури за вашиот дом, за вашите тераси. Се што е потребно од алатка за вашите градини, убави украси за вашиот дом, да си го обновите или пак доколку сте си купиле нов, да си подновите се што е навистина убав. А за другите, оние ситници кои што го прават домот уште поубав, да не зборувам. Само посетете ги и ќе видите за што станува збор. Мост се наоѓа на Пластичарската улица до самиот мост и лесно можете да ги најдете. Ние во текот на оваа наша емисија ќе направиме со бокалот од мост убав чај од Стокомак и тоа од Камилица, така се договоривме. Да си ги поздравиме и нашите пријатели, познати Пека Беско познати по сувомеснатите производи кои што се навистина вкусни. Јас мислам дека не постои човек во Македонија и поширока кој што веќе не ги познава производите на Пека Беско. Убаво е да си земете било кое пакување и да си излезете на излет, така ќе си имате и ручек, да не се грижите многу. Време е кога треба јас да ви представам гостин, односно денеска ќе имаме гостинка. Јас пред се морам да кажам дека многу ја сакам, а таа тоа го знае, го сакам целото нејзино семејство, насмеана како и секој пат, грло кое што ечи или ѕвони, едноставно сакана и милион пати се гушнавме и по пораки и сега пред да ни започне нашата емисија. Едноставно си ја повикувам мојата сакана и ваша Тамара Тодевска. Добре ми дојде. Добар ден, Драгче. Злато моје, добар ден, добре ми дојде. Срекни празници, се најубаво. За сите, за сите да сме здрави, живи и спокојни, безгрижни. Така, и многу љубов, многу љубов. Многу љубов и да зборуваме за среќа. Убаво ми изгледаш. Фала. Тоа е. Така и се чувствувам. Ти кажав дека ја свртов цела Југославија за да го пронајдам твојот број. Да, не знам зошто, да. Требаше само на директорката да се јавите, одма ќе ме најдевте. Така да си ја поздравиме наша Биле, не знаев дека го има бројот, но како и да е, се најдовме и ти си моја гостинка овде во нашата емисија. Те чека гледачите. Стварно? Пишува зошто ја нема, зошто не ја поканите. Ама еве дојде редот кога треба Тамара да готви. Што ќе подготвиме? Што е твојот рецепт, рече го сака твоите дома? Јас готвам ретко, меѓутоа квалитетно. Браво, ретко, но квалитетно. Еден од моите специјалитети
покрај македонските специјалитети кои што со задоволство ги правам, како на пример тавче гравче, Научени од мама? Кое што не, пардон, морам да ве тоа тавче гравче е специјалитет на татко ми. Леле, од другар. Од вашиот другар Велко. Мајка ми ме учи на некои војвоđански рецепти. Од нејзиниот крај, меѓутоа македонските рецепти ги наследив од татко ми, меѓу кое што е и тоа чувено тавче гравче. Али денеска на менито ќе имаме таљатели со песто и моцарела. Како требаше, колку минути да се вара? Таљателите, има ли минутажа? Јас сум во принципот тие кои што сакаат алденте паста, значи не да се варат колку што пишува на кесичката, него една минута помалку. Овие не се уште сварени, меѓутоа додека потврди, не многу потврди алденте, да не се преварени. Не ги сакаме ни јас ни моите деца. Да не разберат милосите. Да, заборавам јас дека тоа се странски зборови. Им треба уште малку на таљателите, да видам на колку се, на седмица. Добро. Можеби ќе ги појачам на осмица за да се. А зошто ни е потребно тавчето? Тавчето ни е потребно за после да ги измешаме со сосот. Сега тука... Добро, сакаш сосот да го подготвиме може да прво? се смениме со местата. Можеме секако. Така, сега го подготвуваме сосот, кој што не е нешто многу комплицирано. Ова песто, јас за жал се уште не знам да правам домашно песто. Меѓутоа многу би сакала да некој да ме научи да го направам. Во лето, Мило, кој ќе дојдеш во мојата градина и ќе направиме песто домашно. Така ли? Ете, договорено. Пазите што сте рекли. Значи сега имаме на типо што сме си наши. Добро, значи сега имаме купечко песто кое што е од стокомак и е многу квалитетно и добро. И ова песто го мешаме со сецка на моцарела. Се снаоѓаш, може вилче Пароле, да ти додам. снаоѓи се. Јас обично ставам една моцарела, меѓутоа пошто денеска ни е дозата малку поголема, затоа што овде гледам доста гладни усти во студиото. Имаме голем број на гурмани. Така да се гледа. Пардон. Добро, јас сега сецкам тоа колку е. Добро. Па многу пати јас не внимавам, гледам во твоите раци или во раците на нашите гости, ја не внимавам дека на колегите камермани тоа мака Ја не знам вашите камермани како успеваат да одолеат на овие вкусни работи кои што овде се подготвуваат, а они само ги гледаат. Потоа ќе ги вкусат погаснени на камерите. Ете така. Не знам дали ти е потребен сосот од... Кој сос? Ова што го повлеков, бидејќи многу солен, многу повлеков. Кој сос? Од моцарелата. Не, тоа е водичката од моцарелата, не ми треба тоа. Јас самата ја повлеков и така да не ти пречи тебе. Јас и ова ќе го повлечам, да не ни пречи тука во кадар. Овие да ги промешаме. Малце би додала сол. Тие не знам, не видов кога ги ставивме, ама мислам дека можеби треба да се проба. Ајде, додавам малку сол, значи ставивме и сол и во, мада самото песто по себе е солено, можеби не требаше. Јас ставам и малку лукчево прав. Добро. Секогаш. Маслиново сега не ни треба, сега ми треба билувчето. Кај го ставиш? Еве го. При рака го имаш ставено за да го гледаш. Да, и не го најдов на крај. Така, еве го тука. Ајде сега да запрашам. Сакате да пробате дали е тоа сварено доволно? Ова е готово да ти кажам. Да, па извадете ги тогаш. Можам јас да ги Може овде исцедам. да мешате вие, јас ќе ги исцедам да не се мачите вие. Пак на вие, ти, тетка Дракче, ти. Јас сум така воспитана, шо да правам? Ти, тетка Дракче, ти. Ете така. Пардон? Ајде, да се гледа. Сега, не знам, вашите гледачи, дали ќе ми замерат за ова, што малку ќе ставам вода врз таљателите, за да не ми се залепат. Па и дома така правиме, нели? Да. Малку мора. Чекај, овие тука што подостана. Добро. И сега овие ќе ги вратам тука. Цедилкава ви е чудна.
Добро е. Вие се тука вратени и Добро. ќе ги оставиме тука за секој нека се. Можеш овде. Смеам на ова да ги ставам? Ајде овде на даската. На тука ќе ги ставиме на Ајде. дрвото. Така. Сега ова ми го треба да се гмечат тие. Не знаеш дали парченца ти требаат или да се така, гмечкат. малку маслино во Тавчето. Тавчето. Уклучено е тавчето, Така. да. Само ги оставиме малце посилно, нека се згрее. Ке се мила. згрев. Во принцип, многу лесно се прават, Ама а се доста вкусни. Сега многу подобро би било кога... можеш малку да го намалиш, затоа што ќе барам... Ова? Ќе барам песна од тебе, за да не ни изгори. Чекайте, малце ќе ставам и пармезанче. Добро. Ова е и за декорација плюс, меѓутоа Добро. може и малце и во сосчето да се стави. Добро. Ајде, јас ќе се Дали може да го поканиме Стефан Петановски Па сега да ни се да, придружи? па се разбира, бидејќи- Дечкото кој што денеска ме прати каде и да одам и свири заедно со мене, може ли да отпееме ние една наша. македонска некоја, може ли? Убаво секако повели, добре дојде. Здраво, да Стефан. Те пуснам и тебе, Стефан, како си ти, добар ли Супер, си? супер, вие. Вака убаво ти личи гитарата. Ви благодарам. Со Тамара уште поубаво. Затоа што јас ќе си продолжам, а вие двајцата можете Не, овде. можам и да работам и да можеш, пеам, никаков добро, проблем. Во ред. Стефан, дај едно це. Ајде, едно це, Стефан. Море сокол пие, вода на Вардарот. Море сокол пие, вода на Вардарот. Јанеле бело грло, Јанеле кротко јагне. Браво. Јовано, Јованке, крај Вардарот седиш, мори бело платно белиш, бело платно белиш, душо, срце мое Јовано. Али за море сокол пие, Ама знам ја дека тоа твоја омилена. Ова е јако. Да, па затоа ти кажам. Да, и ова ми се многу таљатели, претера. Малку да ги намалиме. Намалете ги, добро е. Да не се залепи сега, нема да се залепи. Убаво си кажа. Ова таму, да, драгче, тоа е искуство. Тоа е тоа искуство. Ајде, вела, Овако може тука да малку не- да ги намалиме, заради тоа што ќе има песна. Браво. Добро, уште некоја може песна? У Ајде. Пустерна има таму некаде под Шар планина, што јас исто многу ја сакам. Ајде, дај тоналитет, Стефче. А знам дека ќе ја погодиш. Ој, девојче, девојче, ти тетовско јаболче. Ој, девојче, девојче, ти тетовско јаболче. Покажи црните очи, сакам да ги видам јас. Покажи црните очи, сакам да ги видам јас. Море момче бре будало, убаво ја банџиче. Море момче бре бушо, ке рече домакинки ве видеа ова, не знае, две лажици да држи. Али не е битно. Битна е песната. Кажи тънката снага, сакам да ја видам јас. Покажи тънката снага, сакам да ја видам јас. Фала ти, Стефче. Нема на што. Ова малце, ви кажав ја дека е многу моцарела. Два комада, али тоа е сега. Стопала. Се Ете, Камилица. да не ми замерат домакинкиве, не е моја кујната.
Не е моја кујната, па слабо се снаоѓам. Орео. Така. Па што да Па правиме? не се лоши, не изгледа Колега пошто лошо. губе, Само вика да и ги карај. декорираме сега. Каде е штипалката? Еве. Моменто, јас ти правам чај од камилица. Еве го танирчето. Кој ќе Што да проба прв правиме? дракче? Ти Пееме ќе и пробаш прво? гужваме и се Стефче, правиме. фала ти, Стефче. Ете така. Бреј, Мишелин Стар. Леле, браво, девојче. Ајде, повели. Ете така. Леле. Ова не го очекував ни од големите кулинарски мајстори. Изволте, госпоđо. Јас не Вие смеам. морате. Зашто? Не мора да бидејќи пробате. сум алергична на некој од продуктите, ќе мораш самата ти. Ја да пробувам, па Така, се јас ако јас да го кажеш, правев. Стефче, дали ај ти ти ќе е пробаш, како дојди. дома? Може, Дојди да Стефан. кажеш, Стефан, да Ајде, видиме Стефан. дали ќе... Дали, Стефан, По фацата ќе знаеме дали е добро или... дали е добро или не. Вака добро изгледа. Јас многу пати не пробувам од рецептите, Стефче, бидејќи да на ти го вистина да се сум напреш со лом. многу продукти за никаде. Нема да те ранам, те молам, земи. Да. Само да не капне. Нема да капне, нема да капне. Да. Само ти кажи дали е добро. Фацата му ја гледаме, двајте. Добро, а? Професионално. Земи си го сега. Фала многу. Повели, леле, браво. Може, Стефан, Дали видовте колку брзо се подготвува? Слободно да ручеш, а ние овде ќе ја поставиме тавата за останатите да се види. Така е. Ај, тавата Колеги. треба да се види. Ја мислев дека е подобро да се види некој тањер. Па ќе си бараш. Сега не тањери речам- ќе си бараш тањери. Да не речам а јас- тацна. Еве, може вака? Може ова можеш. се да историме? Ајде, За да не биде повели. пошто е попредставително. Ајде. Ајде. Па ми го зема тањерот затоа. Да, Стефче. Морам да Стефче. да си покажам на гледачите Само ова дека да не го имаме изгребеме плюс. сега, ја ќе го земам пак тоа. Јас Тамара многу си комплицирана, леле. Јас, како и за себе животот. Леле. Што ќе правевме? Сега ќе ти кажам, ајде чај од камилица ти да пиеш. Добро, така. браво. Чекај, Ете, ја така. готката на шлагот. Добро. Така. Ете така. Одлично, убаво да изгледа. Се договоривме за пестото, нели? Нели? Да. Сега Не. тука мене нешто ми фали, некој зеленко да се стави, али као декорација Не чисто, си али не е побара, хитно. Имавме магданос, но не е измени, не е подготвен. Инаку ќе добро. го додадевме. Добро. Можеш сега чај од камилица. Да не бидејќи од- подсмири малце. Така да не подсмири, после оваа страшна еуфорија на готвење. Кажа дека нешто спремаш и треба да го кажеме на гледачите дека подготвуваш хуманитарен концерт. Да, на здравје Боже, на 8 мај правиме голем хуманитарен концерт, кој што е насловен како Пееме за кочани. Така. Ние како уметници, како луѓе од таа дејност, немаме друг начин како да помогнеме и решивме да направиме концерт каде што сите кои што се учесници и во организација и во сите тие потребни работи како сцена, како светло, како Се да биде онака како што се го треба, замислиле да, убаво. сето тоа, сите тие луѓе како МКЦ, DVD+, мојот бенд, сите доаѓаат хуманитарно, Така. без никаков надомест. И целта ни е да се соберат што повеќе средства и да од се влезниците, наменат, така, е, кои ќе бидат да се исто- наменат на оние кои што сега во овој момент им е најпотребно, колку можеме да им го олесниме барем животот, барем малку. Картите се купуваат преку МК Tickets, се оди онлайн, чинат 1000 денари. Така. Што е за мене голема сума, меѓутоа кога е За хуманитарна за хуманитарна цел, мислам дека е и малце. Добро. Искрено. Ете, И се убаво. надеваме, здравје Боже, Посакувам МКЦ да биде собира. успешен тој концерт, Да. затоа што на вистина е потребно. Ајде да видиме рецептот на денот. Што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт? Талјатели. Едно пакување талјатели, 200 грама песто сос, 200 грама моцарела, 200 грама пармезан, малку масло, сол, бибер и други зачини по желба. Ете, тоа ни беше потребно за денешниот рецепт. И кога го направи рецептот и кога Стефан го проба, јас сакав да те прашам,
си имате ли скарано дома со Тијана да каже... Кој ќе готви? Не, да кажеш ти убаво, а та да каже не, или има нешто што... Не. Тоа не се случило кај нас, ние сме една на друга. Морам само да ве прекинам, Исто. 200 грама пармезан е премногу напишано, значи многу помалце. Некој става по желба, повеќе, пошто самиот песто сос е солен многу, така што малце пармезан да не биде многу онака буквално Има некој што наросување. сака многу сол. Да, и тоа не е здраво воопшто. Што се однесува до Тијана, ја викаме палачинко правилица во Така? семејството, затоа што ги прави најдобрите палачинки на светот. И такво нешто, И ќе ја чекам да направи овде палачинки. не можам да ја направам таа смеса како она што ја прави. Тоа е таква една поезија од вкусови, па те е мекичко, па има вкус, па никогаш не ми се погодува. Така палачинките како Веќе незините. рецептот и го кажавме, уште Тијана да дојде и Да. крај. Ќе дојде Тијана, Така, здравје. ќе чекаме. А иначе не, поддршка сме си една на друга секогаш. Да. Дали тоа се работи за храна и дали тоа се работи за било што во животот, една на друга никогаш пред луѓе нормално не, али вака кога сме насамо знаеме да се искритикуваме така, една па со и друга, добро што е и сосема нормално и убаво. прифатливо за мене. Како велат, најдобриот критичар е тој што најмногу те сака. Така е. Нели? Дечињата што сакаат да јадат? Моите деца се многу пребирливи, поготово Дарен. Дарен се рани како не знам, ете на пример, затоа и најверојатно е таков слаб. Зашто не меша месо со јаглехидрати. Од овоше малку јаде. научивте Не, така? сам си А, сака. сам Јаде ја. на пример чисто само месо, го вика мускул, секое месо кое и да е, на него му е мускул, зашто му е кажано дека секое месо што го јаде му оди во мускулите. мускулатурата, да. И јаде јајца варени заради мускулите исто така. И не сака да меша, за разлика од Хана која што е на мајка и сака да јаде се што не треба да се јаде. Од типот на тесто, типот на шеќер, лепче, питичка, болонјезе име омир, да можат болонјезе секој ден ќе јадат. Овде болонјезе на стомакот им пишува. И бургери и такви ствари, така што како и сите деца, како и секој дете, али човек со борба различен вкус. водиме борба околу тоа нејзино јадење благо и таква. Малце ни оди тешко. А што правиш благо за нив? Имам еден рецепт, здравје следниот пат кога ќе дојдам. Многу е лесен за правење, сакам да го правам со урми. Урми, путер од кикирики и чоколада за готвење. Па браво, одлично. Што е 70% какао. Па ќе кажеме здраво, а благо. Здраво, благо и да. превкусно. И превкусно. И тоа одлично. само се ставаат одоздола урмите, се мачка одозгора со путер од кикирики, се става топено чоколадо, истопено црно чоколадо и тоа све у фриз за пола сат имате. А може во бомбона. фигурички за да дојдат чоколадца, Може. срциња, па звездички, па сето Слободно. тоа. Слободно можеме. Слободно. Да видиме нашиот чај од камилица. Да, ми ставите малце шекерче. Толку од здравиот живот. Не, но имаме тука, еве, повели. Дајте, тука нема Јас што нема. Ќе ти додадам Фала шекер, многу. бидејќи самата јас не пијам со шекер. Мало лажиче. Па ја не пијам со повели. шекер, ама дома пијам со или мед ставам во чајот Можевме и или мед да ти додадеме. па не сум ставила уште, дајте ми мед. Сакаш мед? Ова што е? Не, тоа е маслиново. Реков јас, таа е комплицирана, но јас имам тука се и не може да ми изненади. Така да се е во ред. И така. Повели, без комплицирање. Иначе по најново имам задача од моето момче да му направам сарми. Јас да заврши зимово. Ама Ќе правиш од лозов лист. Се залепило Не, добро. добро. Не, те послуша. Откако го истепа Не, од добро. лозов лист не знам да правам. Откако го истепа те послуша. Да. Не знаеш од лозов лист. Прво невеста кога оди во куќа прави сарма од лозов лист. Ајде. Тоа не го Ете бара така. од мене. Добро. Да се пошегуваме малку. Ете така. Па мислам Одлично. дека е време кога јас треба да ти се заблагодарам. Да.
бидејќи навистина ни беше убаво, забавно со тебе. Ќе ни се скинеш. А тоа се подароци за мене? Така. Ова е од Пека Пека Беско, ова ќе се израдува дарен. за дома и продавницата Мос имаш ваучер каде што можеш да си купиш нешто што ќе те потсетува на ова наше друга ругање. Многу ви благодарам, Мос. Ете така. Тука сме пред самиот крај, драги наши почитувани гледачи. Се надевам дека ви бевме интересни и денеска убаво, забавно. Направете го овој рецепт затоа што навистина е лесен. Стефан кажа дека е превкусен. А јас ве поздравувам до следното видување. Ве сакам. И јас.